среќававме на вистина 4,5 години. Работевме заедно. Председателе, мислам дека најповеќе од работите кои што требаше куртоазно во оваа финална завршна седница да бидат кажани се кажани. И то сакам да го повторам истото ова што го кажавте, дека став и на нашата советничка група, дека сепак треба да се разделиме од денес натака и како пријатели. За да се разделиме како пријатели, треба да изразиме благодарност, значи и кон мојата советничка група и кон советничката група на ВМРО ДПМН и независните советници, се извинувам Павел. Човечки е сосема да имаме различни мислења, различни погледи, различни ставови за одредени прашања и имавме во претходните 4,5 години. Сметам дека и најкоректно на крај е да се поздравиме, затоа што утре се враќаме секој во својата професија, некој може би во нова професија, било како. Меѓутоа, и за да се разделиме како пријатели, како луѓе и за утре и понатака да се гледаме во очи, на некој начин должни сме едни кон други да си простиме секако 4,5 години и да живееме заедно и со најблиските, секогаш имаме и тешки зборови си упатуваме едни кон други, меѓутоа никогаш не биле лична навреда. Мислам дека имавме 4,5 години конструктивна расправа, секој на својот став, секој си го застапуваше својот став, своето политичко гледиште, меѓутоа никогаш немавме, што најбитно од све инцидент, никогаш немаше потреба од повикување на служби. Не сакам да го истакнувам дека тоа е повеќе значењето на опозицијската група, која што, меѓутоа, сепак имавме на некој начин одлична соработка. Колеги советници од другата страна, и во моје лично име и во име на советниците со кои што овие години дискутиравте, разговаравте, соработувавте, си противречевме, ве молам никогаш да не сватите дека некој збор кој што бил упатен, бил со навреда кон вашата личност. Мислам дека и ние тоа од прилика така и го сваќаме. Ви пожелувам све најдобро во животот и човечки е на крај да посакам да после нас дојди совет кој што далеку ќе е поконструктивен, затоа што само така води до општеството напред. Ова не сакам да биде сватено дека овој совет не бил конструктивен, меѓутоа секогаш после нас тоа е најголемата гордост да дојдат нови луѓе кои што ќе имаат и поконструктивни ставови и ќе носат поконструктивни одлуки, затоа што тоа е премисата само за развој на едно општество. Да оди напред, да се развиват. Ви благодарам.